Од денес Македонија е во дополнителна политичка неизвестност, откако синоќ Дуј не се согласи да формира влада со ВМРО-ДПМНЕ. Во врска со новата ситуација, аналитичарите се поделени. Председателот на државата мора да го почитува член 90 така како што е напишан, што значи дека изборен мандатар може да биде само господинот Никола Груевски, односно, се извинувам, владен мандатар може да биде само господинот Никола Груевски, односно партиите што имаат мнозинство, а тоа се ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата на политички партии кои што го имаат мнозинството во собранието на Република Македонија и никој друг. Што може да биде појасно од одредбата која предвидува, пропишува, императивна одредба? Мандат се дава на оној кој што обезбедил парламентарно мнозинство. А тоа е значи 61 глас. Не 51, него 61. И тоа во тој момент кога го дава мандатот, парламентарното мнозинство мора да биде обезбедено. Не во процес на 20 дена. Па потоа втор, па трет. Тоа втор, трет, тоа што е направено 92 година, тоа е кршење на уставот. Но што за новата ситуација мислат граѓаните? Па моje мислење дека Груевски ја искористи својата шанса до вчера да формира владата и сега мислам дека председателот треба да му даде мандатот на Зоран Заев, па да проба и тој дали ќе може да формира и конечно да се среди оваа ситуација во Македонија. Треба да му се даде шанса на Заев. Не би требало да му се даде. Сега па нека биде Груевски. Изборите има. За да се оправи влада сега преку тие услови, тешко. Избори колку и да има нема да биде решение. Они треба да се усогласат македонските, како шиптерото што се спојува, треба нашите да се спојат да биде нешто напред. Да. Не ме занима ништо. Кој да добие за нас е исто. Секој сака за да добие, а после те заборават. Не ми е битно дали ќе добие ВМРО или СДС или во смисол Груевски. Да, а што е битно според тебе? Демократија се. А демократија да нема во Македонија. Секако ова е мислење на граѓаните, но колку тоа ќе биде почитувано како и секогаш е крајно неизвестно, зашто нивните интереси по обичај ги толкуваат политичарите, кои пак задолжително во прв план секогаш ги ставаат своите интереси.